Добре дојдовте во нов Асном и благодарам што не следите во нашиот добар подкаст. Предходните месеци како кандидат за градоначалник на град Скопје беше една големо искуство, животно и учбено да научам некои нови работи и да се соочам со реалноста. А реалноста што се соочувам е таа да гледам многу добри, позитивни луѓе кои сакаат да придонесат за доброто на нашата држава, меѓутоа ако се работи за нивно инволвираност во политиката, тоа да биде пречка само со тоа што они размислуваат дека политиката е прљава и една црна форма на магија од која што они треба да бегаат. И токму за еден таков начин на размислување или малку поинаков имаме една апатија од едните негативни политички искуства во текот на овие 30 години, што доста добар дел од нашите македонци не се инволвираат и не бидат активни. И тоа е нормално и за разбирање, но ако сакаме да ги смениме работите и ако сакаме да ги смениме нештата, тешко ќе ги смениме ако ги оставиме постојаната политичка гарнитура да не владее и излезноста да биде испод 50%, тоест помалку и помалку луѓе да гласаат за истата политичка елита. Тогаш се доведуваме до едно истоштеност, апатија, незаинтересираност, но од друга страна нема да имаме никаков напредок и гледаме какви се резултатите. Чистењето на Скопје е политичка тема, наместо оперативна на некое комунално предпријатие, а владата тоа го сврстува, лови политички поени, го наметнува како политички маркетинг за локалните избори и исто така сака да поентира од чистењето на Скопје, што самото до себе доваѓа до една катастрофална ситуација во која што ние зафанавме. Тоа е срам, тоа е еден неодржлив став, што јас лично не можам да го прифатам и не го одобрувам. А во тој контекст денешниот гостин е Саша Паповиќ. Саша Паповиќ има еден добар бекграунд, едукативен и животно искуствен, со тоа што има завршено магистратура во Милано за политички науки. Својата едукација почнува тука во УКИМ, потоа Белград, за да крај заврши во Милано. И он е еден од оние индивидуи кои веруваат во нешто што, например, јас исто така се соочив кога долго време живеев во Канада, а тоа е дека после завршувањето на факултетот, тоа е само еден почеток за еден нов циклус за учење. И се додека ние живееме, ние треба да учиме и да се образуваме. И токму тоа не држи во една кондиција, умствена, интелектуално, но и активистичка кондиција, за да можеме секојаш да благовреме да носиме одлуки за нашите животи, а и одлуки за нашата работа во која се соочуваме. Денешен гостин Саша Паповиќ. Саша, благодарам уште еднаш што си мој гостин и благодарам што прифати да почнеме еден убав серијал. Серијалот ќе биде редовен и повремен, а ќе ги тераме овие интересни теми. Како ти го гледаш овие во еден говор ја што го имав во однос на апатијата што владее, што катастрофалната политичка ситуација со премиерот да се фали заедно со градоначалникот, дека го исчистиле центарот и да парадираат низ градот и да собираат политички поени како еден навистина феноменален добар успех, а уствари едно само потврда за катастрофалната ситуација во која се најдов. Да. Она главното што го чепнав во твоето излагање беше феноменот на lifelong education experience, она што се повеќе и повеќе се наметнува во развиените општества, тоа е дека човек се учи дури е жив. Ајде да го кажеме во превод на поразбирлив начин. Едноставно човечкото суштество
суштество кое учи, тој е homo faber, човек кој што твори, тој е даден како таков, тој е мал творец, подобен на божеството, и како таков, човекот низ цел свој живот се унапредува. Само низ вековите тоа на друг начин се девелува. Занаетлија, например, се унапредувал. Прво учел како чирак, калфа од мајсторот. И философите така, значи оди Платон кај Аристотел како кај мајстор и кај него учи, не постојат институционални едукативни системи како во нашето време. Оди, например, каже некој Витес, некој Ланселот, оди кај Артур, например. И низ цело тоа време имаме едно унапредување. Младиот крал се уште има, некој Александар секојаш има, некој Аристотел. Тоа е денес што го заборавија разните професорки кои што стана председателки, дека тие мора на оние студенти, оние кутри, честни, изгубени души во 2015 да видат нивните Аристотели, да им го покажат патот низ шумата. Секогаш е шумата. И кај младиот и кај зрелиот постои шума. Но затоа се тука тие мудреци да ни ги покажат оние вистински патеки, а не уште толку да не заглават за самите да можат да се стават она круна, кој што се повеќе и повеќе личи на некоја смешна круна на палјачо, на кловн, што го гледаме од оваа жена во незините веќе стари години, каде што се повеќе за жал, мене ми е жал, се работи за жена мајка, за жена која што сите ние можеме да ја видиме, народна жена, сепак можеме да ја видиме како пазари се. И сега, наместо да биде еден символ на народот, символ на државата, се повеќе и повеќе станува еден символ за исмејување, еден современ Бени Хил, така може да речеме. Зошто е ова? Зошто ова ни се случува? Зошто сме жалосни сведоци на едно потполно опаѓање на сето општество, да сета политичка сфера, јавна сфера, токму ради тоа. Ние бевне жртви на една успешна манипулација во последниве неколку децении, каде што тој центар на како на меѓународниот капитал, така и на меѓународната политика, северноатлантски пред се, значи оној меѓу Бенелукс, Лондон и Вашингтон, и ние го препознаваме преку тие имиња кои што несвесно така како да сакаат и нивната посвест да ја проектираат нашите жални политичари, постојано повторуваат Вашингтон, Лондон, Брисел, Вашингтон, Лондон, Брисел, како во старозаветната приказна за Авраам, кој што го жртвува, нели, треба да го жртвува синот на Бога, така овие постојано жртвуваат име, презиме, се жртвуваат и пак не се сватени од тој суров старозаветен Бог кој што тие го проектирале на Вашингтон, Лондон, Брисел, Вашингтон, Лондон, Брисел. Затоа што тој молох кој што постојано бара човечки жртви, тој Вашингтон, Лондон, Брисел, таа ужасна триада која што нас со децении не јаде, успеа нам да ни забие таков духовен колец во градите, така да не уништи што ни го извади тоа основното. Она што ние, како homo faber, цел живот, уште од нашата лука до нашиот гроб, бевне една врста на ученици. Ученици на нашите родители, ученици во конкретната институција, ученици во животот, ученици преку нашите блиски, нашите соборци, нашите колеги, нашите животни партнери. Цело време ние од сите нив учени од слободната литература, учени од книгите, сега се помалку се чита, сега сето тоа е уништено, затоа што едноставно стана аут да се учи и стана ин да се снајде. Во оваа ситуација политиката е представена токму како нешто од кое што треба да се бега. Тоа е само за најлошите. Јас овде морам да се повикам на еден интересен пример, од нашава средина 97-ма. Студентите во Скопје се бунат, месечни за двојажистост на педагошка академија, тогашниот премиер излегува и вика: вие сте деца на 21 век, вие сте деца на MBA, вие сте деца на интернет. Зошто се занимавате со ова? Човекот кој никогаш не се занимаваше со интернет, кој никогаш не се занимаваше со програмирање, што му е вокација, нив ги повика да се занимаваат со тоа. Ги забори Мекдоналд, Кока-кола, но во секој случај пораката беше: зошто се занимавате со политика? Во исто време, кога Советско-Варшавската империја, едно од најголемите империи во историјата, беше растурена од пијаниот Елцин, кој што ги повика руците да бизнисуваат. Буквално ваква кованица создадува, зашто не е битно ништо друго веќе. Треба да се исклучи се друго, какви историски процеси, историјата е завршена.
Нема веќе ништо тука. Нема никакви големи мали држави, нема никакви проекти. Истото овде можеме да го видиме од гуруто на многу млади интелектуалци или назови интелектуалци, Сегашни, Лейло да. Фрчковски, во Да. неговите дела, кои што за жал не се читаат, каде што исто повикува во стил на Фукујама на надминување на историјата. Сето е надминато, какви нации, какви класи, какви слоеви, какви борби, какви партии, јас би додал. Зошто тогаш постои неговата партија? Ако сето тоа е надминато, зошто тогаш не ги распуштат партиите па да живееме и во безпартиски систем? Ама би ни одговориле каде постои безпартискиот систем, на Папуа Нова Гвинеја ли? Безпартиски систем нема ниту во една етаблирана држава. Ајде да одиме, не знам, од Чиле, Аргентина, до Кореја, дури и Северна Кореја. Една ли е, 10 ли се, има партии. Зошто? Затоа што тие партии се дел од она алатка која што ни од Бога дадена за етичкото и идеалното да го направиме реално. Да го ставиме во она конкретна река преку која може нешто да промениме во нашите животи. Ако сум гладен, јадам. Земам тањир, земам нож, вилушка, сечам, јадам. Тоа се оние алати кои што мене ми се дадени орудија за да ја задоволам гладта, да ја надминам. Ако сум жеден, пијам, земам чаша, вода, течност некоја, пијам. Ако ми е ладно, ќе земам бунда, ќе се облечам, ракавици. Алатката која ни е нам од Бога дадена, да го променеме, да ја промениме судбината своја на нашите семејства, на нашиот кварт, на нашиот град, на нашата земја, на нашиот народ. Тоа е политиката. Може ова да ни се допаѓа или не, тоа е друго. Живееме во време на историски комисии, апсурдни било какви, ете, како во 21 век, луѓето кои што не убедува дека 21 век е век на NBA и на интернет, не доведува до историски комисии. Па нели е надмината историјата? Од каде сега историски комисии кога треба да живееме во време кога ништо друго не е важно, треба да уживаме. Треба да го поминеме животот во уживање, треба да го поминеме во сурфање, било интернет, било вистинско, тоа треба да оправиме. Тие историски комисии за што ние спориме? Спориме за личности кои што ги нарекуваме историски. Спориме за светители, владетели, револуционери, бунтовници, но она што никој нема да ни го каже, ни тие академици, ни тие преговарачи, ни нивните пропагандисти кои што еуфемистички ги нарекуваме новинари, медиски аналитичари, тоа е 70% од тие луѓе се политичари на својата епоха. Човек кој што можел да си биде учител, можел да си има некоја сосем друга кариера, го отфрлил тоа, станал револуционер, создал организација која сам ја нарекол револуционерна и на кој што и напишал устав. Устав е правна форма на политички акт, со кој што се формира конкретна политичка организација која што има конкретни цели и визии и сака нешто да направи. Нова држава, нов систем, нова структура. Сето тоа е политичко. Тоа се категории на политичкото од кој што тој човек кој што денес ние го прославуваме и за кого што барем ние се надеваме дека бијат тие во таа комисија, некоја битка ако воопшто бијат, дека тој човек е основа носител на политичкото на својата епоха, не на ова. Сите тие цареви и кралеви кои што ги бараме од различни епохи, исто во своето време го сватиле политичкото и се бореле за него. Се бореле за оној идеал кој што сметале дека така треба да го живеат. Она етика, она естетика, оној идеал на убавото, на доброто, на праведното, кој што сите го носиме од нашата лулка, со кој што сите го носиме, со мајциното млеко што сме го зели и го носиме ни целиот наш живот, тие го стварувале. Ако не го зеле политичкото, не би можеле етичкото да го остварат. Не би можеле естетското да го остварат. Затоа денес вкусот паѓа, затоа денес нема ништо вредно со што вреди да се живее. Затоа што ние го заборавиме на главното. Како јас би јадел ако немам алатки? Како јас жетта би ја утолил? Како јас било што би направил во животот? Како би тргнал од точка А до точка Б ако немам начин? Се има орудија, за се има алатки. Ние сега тука правиме подкаст, каде што имаме аудиовизуелни алатки кои што ни помагаат сликата, звукот да дојдат до нашите мили пријатели. Ако сето ова ние го немаме, како ќе го направиме подкастот со голо писмоноша? Истото и овде. Сите оние добри луѓе кои што молчат,
Затоа што на суптилен начин, преку овие медиски манипулатори, им е пратена пораката немој да се мешаш, не е твое. Длабока мазохистичка порака, во стилот врзи го конјот газдата, каде што ти вели. Тој газда, кој што никогаш не се бавил со програмирање, а нам ни повикува да забиваме кошеви, да фрламе тројки, затоа што е ин. А уте политиката, пушти му, а нему, тоа е мангупот. Тоа е мангупот и овој неговиот чирак денешен, кој што не знаеме дали е пеач, дали е водач на партија, но во секој случај истото школо. И истото школо на мангупи, веќе имаме генерации мангупи. Санифер е сервирана политиката. А сите други можат да се борат, можат да прават блокади, можат да се достојни наследници на тие историски ликови, на бунтовници, револуционери, организатори, ама никогаш нема да го преминат Рубиконот. И сите тие бунтовници можеле да грабаат некои насилници, можеле да бараат откупи, можеле да бидат херои плюс. Ако не формирале организација, ако не направиле една хиерархија, кој што ќе прави минимум на една распределба на должности, и ако визијата светла неа испечателе, јасно неа кажеле луѓе, ние сме за тоа, реално, преку реалното, идеалното. Спротивно на ова, за идеалистите од 68. Фантазијата на власт ја ставиме, мечтата на власт, викаат студентите 68. Не добива никаква мечта на власт, затоа што нема реални барања. Еко на тој денес можеме да видиме во безброј студентски движења. Секогаш, кога мечтата и нереалното се крева, како некој маркетишки трик, повторно, добиваме ништо. Добиваме некои луѓе од колисите, тогаш тоа биле разни Хилари, Билови, Клинтони, Блерови, кои што многу години после ќе излезат од сенката и ќе дојдат на власт. А сите оние честни души кои што носеле пароли се губат, ги нема никаде. Ги нема никаде, нивната енергија е изгубена, исто како што и на денешниот гласач, кој што прво не се сваќа како гласач, но самото тоа, што тој оди да гласа, тој веќе е политички. И она најмало заокружување на, например, на овој пеачот, кој што Максо, не сега, тој диџеј Максо, диџеј Максо од Команово, самото тоа што го заокружуваме диџејот, ние веќе влегуваме во политичкото. Ама кога ние неговата пропаганда, неговата манипулација сме ја голтнале и се надеваме дека диџеј Максо е тој месија од нашето мало, кој што за 4 години, нели, колку му трае мандатот, не е тој крив сега месија, ама со ограничен рок на траење, дека ќе го исполни сето тоа. Уште повеќе ви колкав човек, тој ако не го исполни кој? Проблем е, што ако ништо од тоа не биде? Ние сме потрошиле толку верба, толку енергија, сето она, што ние сме можеле да го сочуваме за нешто многу поквалитетно, за нешто многу пореално, за што треба навистина трпение, за што навистина треба енергија, ама пред се треба едно знаење. Тоа знаење, таа визија, тоа што сите тие револуционери, бунтовници знаеле да го состават, знаеле да го напишат како еден манифест и знаеле на своите луѓе, на својот народ, на своите најмилиони за кои што вреди да се бориш, да се жртвуваш, да им го презентираат и да им речат, одиме чекор по чекор кон тоа. Кога треба, не сакам да го спомнувам него, ама ако веќе се мора Винстон Черчил, крв под солзи, да, крв под солзи, тоа е патот. Победата е сладка, поразот е горк. Ако ние знаеме како да ја пригрлиме борбата, плодот на борбата е победа. Ако ние му веруваме на диџеј Максо, ако ние му веруваме на мајсторот на диџеј Максо, несудениот програмер, тогаш ние ќе бидеме вечни гласачи кои што и натаму ќе бегаат од политиката, разни бунтовници, разни блокадери на улици кои што никогаш нема да го направат чекорот. Би можел да ги споредам така со некои водачи најдуцки дружини, кои што умееле, некој злосторник, некој зулумќар да фатат, да го премлатат, да го киднапираат, да го ликвидираат. Кој денес нив ги помни? Ги помнат водачите на организираниот отпор, не лон волфите, не вук самотњаци, како би ги нарекли. И денес постојат, ти е познато на Запад, такви лон волфи. Да. Не знам,
ќе излезе најпознате овој во Чехословачка, што се само запали баш поради советската интервенција. Тие луѓе Да. се едноставно во најтрагична смисла, најтрагична форма која ќе се оди до крај, несватени жртви, тешко дека можат тие нешто да повеќе од тоа да придонесат, а во најголем број случаите лесно се забораваат, паѓаат во заборав, не знам, некој пукал на американскиот председател, некој Се само запалил така, за некој не знам носел некој транспарент, кој ќе го помни после еден месец? Нема американски председател на кој не се пукал. И сите ги помнат председателите, никој не ги помни овој кој што пукал. Кој го помни на Реган, тој што пукаше, например. Џон Хинкли. Добро, ајде. Ама кој е тој пак Џон Хинкли се? Да. Едноставно, која е неговата визија, која е неговото кредо, например. Ето, ова паѓа во вода. Мартин Лутер Кинг го помни. Линколн го помни. Луѓе кои што имале визија, Кенеди го помни. Кои што имале визија, кои што имале харизма, кои што однапред биле подготвени во конкретниот момент тоа да го презентираат, да ги поведат луѓето за себе. И дури да не успеале, се памти тој момент I have a dream. I have a dream се памти. А пукањето паѓа во заборав, само запалувањето паѓа во заборав и милион други акти на протест кои што се акти на очај во овој случај. Само ние се уште така не ги сваќаме. Но како оди време, сите тие блокади, сите тие поединечни акти на отпор ќе бидат се повеќе сваќани како очај, а не како организиран отпор, затоа што организацијата секогаш го гуши поединецот. Поединецот може да стане историски и политички релевантен само ако игра во добро утапаните правила на политичката игра и политичката стратегија. Она кој што со илјадници години функционира, ќе функционира уште илјадници години. Исто како што илјадници години човекот се храни, исто како што илјадници години човекот ги следи сите своји потреби, и оваа потреба, и овој инстинкт, уште илјадници години на ист начин ќе функционира. Ние не измислуваме овде топла вода, ништо ново ние не нудиме. Едноставно се враќаме на старите добри заборавени учења. Луѓето кои што не убедуваат дека не е така, добро знаат дека е така затоа што тие самите станале тоа. Сите тие биле, станале премиери, председатели, пратеници и успеале нив да им е добро. На народот не му било добро. Човекот кој што никогаш не се занимавал со својата професија, никогаш не програмирал, човекот кој што преку диџеј станал градоначалник, станал човек кој што менува судбината на народот, ама не на подобро. Тој човек добро знае, или неговите учители, неговите менаџери во овој случај, добро знаат кое е значењето на политиката. Наш проблем е дека ние тоа го забораваме, од нас тоа е скриено, не за наше добро. Ова мора да ни биде алфа и омега на сите наши потраги по промената. Нашето добро е диспропорционално со интересот на квази елитата која со децении веќе ги има заземено позициите кои треба да ги имаат сосем други луѓе. Зошто? Затоа што човекот лидер, како и сите други форми, човекот борец, човекот бунтовник, човекот револуционер, човекот мислител, се тргнати од историската сцена. Тие луѓе денес се неуспешни транзиционери, лузери на транзицијата, ќе ги речат овие псевдофилозофи, псевдомудреци, пропагандисти. Тие се лузери на транзицијата. Мора да се оди преку живо месо, мора да се гази. Тие ги сгазија, луѓето ги направија лузери, за тие самите да бидат победници. Овие лузери се всушност тој спектар на луѓе кои што сам не се препознава. Кај секој од нив ти може да најдеме некој скриен мудрец, некој скриен лидер, некој скриен бунтовник, некој нов ајдук. Ама тие луѓе пред тоа мора да сватат кој е сега тој, ајде да го начам хемиски процес, пантан на хемиски процес, кој што создава ето елементите некој ново. Катализаторот. Катализаторот оде е политичкиот процес. Политиката е тој катализатор. Партиите, пак реков, каде нема партии, би требало, не знам, да одиме во некои архаични општества, да бараме некои така трибални структури во Амазонија, во
во Папуа Нова Гвинеја, за да најдеме такви моменти. Дури научниците, политичките научници, историчари кои што се занимаваат со феноменот на политиката, на политичкото, пронаоѓаат протопартиски форми во историјата. Дали тоа биле разни дворски клики, дали биле разни фракции, дали биле разни лиги на градови, на средновековни владетели. Сето тоа биле групации кои секогаш имале две карактеристики. Првата е јасно сваќање на моите од другите, значи поларизацијата, и второ, јасно сваќање на кредото, на идејата, на концептот, кој што јас ја застапувам. Никогаш не постоело ова дене што може да го видиме, власт ради власт, затоа што човекот не е даден само да постои за да постои, туку даден е, како што рековме, да мисли, да се образува, да напредува, Да да твори. Тие луѓе, може да видиме, например, во среден век, по тие протопартиски форми. Има фракции на шпанскиот двор. Една империјална, сакаат да се шират, например, во Америка. Втора е, например, локална, сакаат тука кралството да го зајакнат. И едните и другите имаат јасна социјална структура, дворјани од една страна, локални владетели од друга страна. И едните и другите имаат јасен идеал, јасна визија. Едните победуваат, другите губат. Секогаш е така. Потоа може ќе се смени. У средновековна Франција. На една страна се тие перови, дворјани околу владетелот, кои што секогаш одат кон сочувување на една структура во која што има неколку такви традиционални земји, например Шампања, Нормандија, од друга страна, таа бирократија, тој среден слој, кој што оди кон абсолютизација на владетелот, кон она бирократизација. И денес кој имаме тој спор, бирократизација или слобода. Ишло е во Англија, например, Ен Болейн, и кастилјанската струја, која што не сака кралот да се разведе, тука да станува она протестантска шизма, например. Не сакаат да се разведе, затоа што се свесни дека ќе се тргнат од Европа, овие другите одат кон тоа да се создаде нешто посебно, нешто автентично, се создава. Тоа го гледаме во 18-тиот век. Пак две струи, Виговци, Ториевци. Едните се нарекуваат поморска струја. Поморска струја го дава Пит помладиот, кој што ќе се бори со Наполеон. Поморската струја дава империјата. Континенталната струја е опозицијата. Истото ќе го видиме во референдумот за Европска унија. Вечен континуитет од протопартиски фракции до модерни партии. Значи, само преку партиско организирана форма на делување ние и партиципивна демократија, каде што гласачот ќе гласа, Кај што ќе се свести дека тој со самото што гласа е политички субјект, а не објект. можеме да направиме промени. Апсолутно. Самата промена, како што рековме, политиката е катализатор, кој што нам ни е Богом дана, за да го менуваме општеството, да ја менуваме околината, и тој идеал, таа етика, сето она што сметаме дека е добро, таа разлика меѓу доброто и лошото, да го ставиме во конкретно делување, да ја направиме реална, да не мечтаеме, туку да станеме конкретни луѓе кои што ја го менуваат конкретно, туку што се дел од историскиот процес. Без ова, ние и натаму остануваме некои гледачи пред телевизорот, пред таблетот, едно, кои што вечно го гледаат како низ воз. Значи, ние сме некој воз и историјата поминува пред нашите очи и ние никогаш не се не се одважиме да скокнеме во таа историја внатре, туку цело време останавме од оваа страна. Како, например, на некој одмор кој што вечно трае и ние сме на плажата, никогаш не се одважуваме да влеземе во водата. Детски страв. Инфантилна состојба, за жал, која што има зафатено илјадници Преку луѓе. 50% од нашето Апсолутно. гласачи со последните избори. Електоратот е приказна за себе, кој што е токму електоратот е тој кутартурист кој што не се смелува да влезе, тоа дете кој што никако не може да одрасне. Кому му е потребно тоа дете електорат? Потребно им е токму новие диџеи. На диџејот, DJ Max. на диџеј Максо му е потребен инфантилот да го вечно да го дрибла. Ама нема да е вечно. диџеј Максо не е
автентичен продукт на ова општество, туку продукт Имплант. на ова време. Да, продукт на ова време, да. DJ Максовци има во било кое современо општество. DJ Максо е инстант маркетиншки продукт кој што има определен рок на траење. После тој рок на траење него ќе го нема, ама проблемите ќе бидат уште потешки. И тогаш гласачот ќе се соочи со својата совест. Зашто тој момент, таа една минута кога заокружувал, се нови 4 тешки години. А колку се тешки, гледаме по тешината на поразите. Зашто тоа заокружување може да значи катастрофален пораз, кој што потоа тој гласач ќе го трпи на многу тежок начин преку илјадници негативни коментари од тип на пат на стандард, од тип на иселување, од тип Менување име, политички идентитет, но она што е историја најважно, и се. изгубување на човекот како таков, губење на личноста и губење на смислата на постоењето и на главното прашање на шој живот, зошто сум јас овде? Зошто сум овде како поединец и зошто е мојот народ тука и која е мојата улога и улогата на мојот народ? Зашто секој поединец и секој народ имаат улога во историјата. Не се тие случајно тука. Не ова некој бесмислен надпор, некој бесмислено светско првенство во кој што чекаме да го видиме победникот. Напротив, секој народ има јасно изразена улога, смисла на постоењето. И со таа смисла тој го обогатува човештвото во целина. И ако видиме, например, од крајен исток до крајен запад, разни народи имат разни дарови како и разни поединци. И сите се надополнуваат еден со друг. И кај сите политиката е алатот во кој што се изразуваат. Благодарам, Саша. Многу интересно разговор. Благодарам на твоето време. Се надевам ќе те имаме гостин почесто во овој прекрасен подкаст и редовен. Благодарам што не следевте во овој интересен разговор. До следното јавување ви пожелувам се најдобро.